Денес ќе зборуваме за едно многу старо, моќно ветување. Ветување за идеален владетел, родено од еден период на големо разочарување. Ова е приказна за тоа како надежта се раѓа токму кога се изгледа изгубено. Ајде да тргнеме од ова прашање, кое веројатно сите не допира. Што правиме кога големите ветувања, оние во кои сме верувале, ќе пропаднат? Токму тука, во таа точка на кршење почнува и нашата денешна приказна, со една пропадната династија и едно обновено, уште посилно ветување. И интересно, нашата приказна не почнува со слава и сјај, туку со еден символ на тотален неуспех на ќорсокак. Еден навиду мртов трупец од дрво. Се почнува со Јесеј. Тој бил татко на најголемиот цар на Израел, царот Давид. Сега, на династијата на Давид и било дадено огромно ветување, дека ќе владее за секогаш, дека ќе донесе мир и единство. Значи, тоа семејно стебло било символ на огромна надеж. Ама, како што често бива, историјата не испаднала баш така розова. Ниту еден од наследниците на Давид не успеал вистински да го исполни тоа големо ветување. Династијата со тек на време пропаднала. Надежта на луѓето се претворила во горчливо разочарување. Тоа големо силно дрво било исечено и од него останал само еден трупец. Крај на приказната. Или можеби не. И токму тогаш, кога се изгледало готово, се појавува пророк Исаија со едно неверојатно, сосема неочекувано пророштво. Тој вели: „И ќе израсне прачка од Јесеевиот корен, издано ќе изникне од неговите корени“. Со други зборови, од самиот символ на неуспех и смрт, тој најавува нов живот, ново ветување. Добро, ама, кој е овој владетел што треба да изникне од тој мртов трупец? Пророштвото не застанува тука. Тоа оди понатаму и ни дава детален портрет за неговиот характер. А тој характер е, сосема поинаков од сите неуспешни кралеви што владееле претходно. И тука зборот Месија добива сосема ново, подлабоко значење. Гледате, на почетокот Месија било само титула. Зборот значел помазаник, нешто што се однесувало на секој крал што стапува на должност. Но поради сите тие разочарувања, значењето еволуирало. Зборот почнал да го означува оној совршен, идеален крал што сите го чекаат, оној кој конечно, навистина, ќе ги исполни сите ветувања. Исаија вели дека овој крал ќе биде исполнет со 7 дарови на духот. Ова не е случаен број. Во библиската символика, 7 би е бројот на полнота, на совршенство. Што значи? Дека овој крал нема да биде само малку мудар или малку праведен. Не, тој ќе владее со совршена мудрост, совршено разбирање. Ама она што е навистина револуционерно, е како тој ќе владее. За разлика од сите други владетели, тој нема да суди според тоа како некој изгледа или според дозговорувања. Неговото владење ќе биде радикално поинакво, целосно фокусирано на правда за оние на маргините, за сиромашните и за понизните. Ова е целосен пресврт на дотогашните вредности. И ова не е само за некои ситни политички промени. Не. Владењето на овој крал ветува нешто многу поголемо. Целосна трансформација на светот каков што го знаеме. Една визија за мир, што е речиси невозможно да се замисли. За да го долови овој мир, Исаја користи неверојатно моќни поетски слики. Само слушнете го ова. Волкот ќе живее со јагнето, леопардот ќе лежи до јарето. Значи, природни непријатели, предатори, плен, живеат заедно во апсолутна хармонија. Ова е слика на свет каде што стравот повеќе не постои. А можеби највпечатливата слика, она што навистина остава без зборови, е оваа. Дете ќе се игра над дупката на кобра, врз гнездото на змија отровница, доенче ќе ја подаде раката. Помислете само на таа слика. Апсолутна безбедност и доверба, дури на најопасното можно место. Тоа е длабочината на ветениот мир. И секако, клучната поента овде не е дека буквално животните ќе се однесуваат вака. Не, како во басните, тие ги представуваат луѓето. Ова е поетска визија за помирено човештво. За свет без зло, без корупција, без уништување. Свет во кој луѓето конечно ќе живеат како браќа. И приказната не застанува тука. Ова ветување, колку и да било големо, почнува да расте уште повеќе, да се шири. Станува јасно дека не било наменето само за еден народ, туку дека неговиот опсег е всушност универзален. Самиот Исаја го кажува тоа најдобро. Во тој ден коренот на Јесеј ќе стои како знаме за народите, нациите ќе го бараат. Овој крал не е само некој локален владетел,
Не, тој е замислен како светилник на надеж за целото човештво. И сега, ајде да скокнеме неколку стотици години нанапред во раната христијанска заедница во Рим. Таму оваа идеја за универзалност станува, клучна. Се појавува сериозен конфликт. Од една страна се христијаните со еврејско потекло, а од друга оние пробратени од паганство. И почнуваат да се расправаат за обичаи, за храна, за традиции, што доведува до презири и длабоки поделби. И што прави апостол Павле за да ја смири ситуацијата? Се враќа токму на ова древно пророќство. Тој им вели дека Христос го исполнил ова ветување и за едните, и за другите. И за евреите, поради Божјата вирност кон старите ветувања, но и за сите други народи, поради неговата милост. И кој е заклучокот? Сите се еднакви и треба да се прифатат едни со други, затоа што сите се дел од истото голено ветување. Добро, и сега, од таа древна, речиси абстрактна визија, приказната прави остар пресврт. Тонот нагло се менува. Ветувањето веќе не е некоја далечна надеж, станува итна, непосредна најава. Влегуваме во времето на Јован Крстител. Замислите ја сцената. Земјата е под римска окупација. Има немири, политички и верски поделби. Народот е очаен, чекајќи го исполнувањето на тоа старо ветување. И токму во таа напната атмосфера, во пустината, се појавува Јован, една чудна аскетска фигура која потсетува на древните пророци. И пораката што ја носи е како гром од ведро небо, директна, моќна и итна. Покајте се, зашто Царството Небесно е близу. Со други зборови тој објавува: луѓе, она што го чекавте со векови, Божјото владење, новиот свет е тука пред врата. Долгото чекање е речиси завршено. При тоа, Јован е кристално јасен за својата улога. Тој вели: слушајте, јас сум само гласот што подготвува. И прави јасна разлика. Неговото крштевање е со вода, како символ на покаяние. Но оној што доаѓа по него, вели тој, ќе ве крсти со Светиот Дух и со оган. Значи, нешто многу, многу помоќно и потрансформативно. За да го опише судот што доаѓа, Јован користи една многу впечатлива слика од земјоделството. Слика на жетва. Вели дека оној што доаѓа е како земјоделец што го одвојува житото од плевелот. Ки го собере своето жито во амбарот, вели тој, а плевелот ќе го изгори во оган што не се гаси. Слика на јасно одвојување. Она што е вредно се чува, а безвредното се отстранува. Ама ако се погледне подлабоко, ова не е само приказна за надворешна награда и казна. Не, вистинското значење е многу полично. Ова е метафора за внатрешно прочистување, за префинетост. Судот е процес што се случува во секој од нас, каде што доброто се зачувува и зајакнува, а она што е лошо и безвредно се отстранува, се прочистува, како плевел во оган. И ете така, целиот круг се затвора. Древното ветување за идеален крал, родено од разочарување и трупец, преку вековите станува надеж за сите народи и на крајот итна најава дека царството е тука. Ова не остава со клучното, последно прашање. Кога ветувањето е колечно пред врата, што следува? Што се случува потоа?